И оваа година на Велики четврток уште во раните зори домаќинките ги бојадисаа првите великденски јајца. Дел од нив традиционално не отстапуваат од црвената боја, додека пак други во шарени бои со салфетки и шари ги изработија своите јајца. Па старобремски. Ставам вода, малку солца, сварат се, у друго лонче, растворам боичката и топли дока префрлувам ги таа. Година малку повеќе. Иначе обично за дете околу 5-6, например. Чисто за дете. Да, се бајле рано. Прво црвени, па после сабота од сите бои за децата да се радуват. Боички, со боички. Шарени со салфетка, со памук, така. Во зависност од джилбата некогаш се појадисуваат по 3 јајца, некогаш и повеќе. Поголемиот дел од нив само ги бојадисуваа во црвена боја без никаква апликација, додека пак некои ја експериментираа својата уметност со цел да бидат поубави и поукрасни. Како секоја година се вапцат црвени јајца, првите 3 за куќата, за Господ и за нас, за здрави. После си ги фарбаме, другите јајци си ги украсуваме. Може истиот ден, може и колку сакате. Повеќе време да си посветите на нив, да си ги украсите, да си ги дотерате, да бидат убави, затоа што Великден е најголем празник и сакаме се да не биде убаво. Лично со боја. Црвената. Тоа ми е така. Кога беа помали децата и пошарени, сега едноставно црвени. Па обично како што зборот по 3. А што после тоа обично сабота си ги фарбам сите. Црвената боја е од особено значење затоа што таа ја символизира преродбата крвта на Господ за мачењето на народот. Но во поново време присутни се и останатите бои во кои се вапцуваат великденските јајца.